Скопје ќе добие нов еколошки штит. Со полна пареја се гради пречистителната станица во главниот град, најголемиот еколошки проект во Македонија, што претходната скопска градоначалничка го блокираше. Со примена на современата технологија ќе се врши примерен и секундарен биолошки третман на отпадните води, со цел подобрување на квалитетот и заштита на животната средина. Изградбата предвидува 60 објекти што ќе го пречистуваат Вардар. По првичниот застој, предизвикан од незавршени административни процедури, неусвоени детални урбанистички планови, експроприација на земјиштето и задоцнети плаќања кон изведувачот, денес изградбата се одвива со забрзана динамика и согласно планираниот работен план. Повеќе од 40% од проектот се веќе завршени. Според предвиденото, станицата ќе се простира на 184.610 метри квадратни, помеѓу општините Газибаба и Аеродром. Меѓу објектите ќе биде и пумпна станица за сирова вода со лев и десен колектор, како и таложници за песок и маслофаќачи. Градоначалникот на град Скопје во својата објава вели дека реализацијата на проектот ќе се одвива во две фази. Согласно договорот склучен меѓу ЈП Водовод и канализација Скопје и изведувачот, завршувањето на градежните активности е предвидено во првата половина на 2028 година. Потоа следуваат 2 години пробна работа, која треба да заврши во првата половина на 2030 година. Проектот е вреден 200 милиони евра, од кои 136 се кредит од Европската банка за обнова и развој, а 70 милиони евра се неповратен грант од Европската унија. Инаку, пречистителната станица започна да се гради за време на мандатот на Петре Шилегов, но неговата наследничка никогаш не го доврши. Според првичните планови, станицата требаше да биде готова уште во 2025 година, но блокадите на Арсовска го одложија градењето.